Фудбалерите на Шкендија загубија на првиот пријателски напревар на подготовките во турскиот туристички центар Анталија. Тетовските фудбалери вчера беа поразени од учесникот во групната фаза на Лигата на Европа, Габала од Азербејџан со 2:1. Екипата од Азербејџан дојде во водство со голот на Ожобиш во 39-та минута, кој со удар од 20 на метри успеа да го совлада голманот на Шкендија Костадин Захов. Во 77-та минута фудбалерите на Габала го зголемија водството на 2:0 со погодокот на Абдулај. Единствениот погодок за тетовскиот клуб го постигна новото засилување Јуре Чолак во 89-та минута, со што го постави конечниот резултат 2:1 за Габала. Поразот од Габала е втор за фудбалерите на Шкендија во подготвителниот период, откако претходно беа поразени с Пелистер со 2:0 во Охрид. Седмиот надпревар на подготовките во Анталија екипата на Шкендија ќе го одигра во сабота против Терманика од Полска. На светското првенство во Франција се одиграат четвртфиналните надпревари, пошто се познати сите полуфиналисти. Екипата на Норвешка, која во осмина финалето беше подобро од Македонија, во четвртфиналната фаза со 31:28 ја совлада селекцијата на Унгарија и за прв пат во историјата се пласира помеѓу најдобрите 4 екипи на светските првенства. Домаќинот Франција потешко од очекувањата славеше на Шведска со 33:30. На полувремето французите имаа негатива од еден погодок. Репрезентацијата на Словенија, која од клупата ја предводи поранешниот македонски селектор и тренер на Вардар, Веселин Вујовиќ, беше подобро од Катар со 32:30. Најинтересно беше на четвртфиналното дерби помеѓу Хрватска и Шпанија. Хрватите после голема борба успеа да победат со 29:28 и да се пласираат помеѓу најдобрите 4 светски репрезентации. Во полуфиналето, кој на програмата е во четврток и петок ќе играат Франција, Словенија и Хрватска, Норвешка.